Кинетичкиот дизајн на новиот Фокус е интересен, но секако не е од оние кои ќе ве освојат на прв поглед, туку со време ви прираснуваат за срце. Како што налага традицијата, се промовира се вкупната трета генерација со чината од атрактивниот хетчбек, лимузински ориентираниот седан и практичниот караван. Во текот на дводневните тест возења се привикнавме на упадливата предница со необично големи вцисувачи за воздух, но не и на визуелно тешкиот заден дел. За разлика од претходникот, кабината на новиот Фокус гордо е обликувана и првокласно изработена. Сите видливи површини, од инструмент таблата, централната конзола и тапацирите на вратите на допир се меки, а копчињата и останатите команди се пријатни за користење и оставаат премиум впечаток на кого тежнеат повеќе модели од компактната класа. Поради линијата на покривот што се спушта, редуцирана е висината на задната клупа, но не може да се каже дека е неудобно седењето. Багажниот простор нуди 363 литри, што е средина на понудата во сегментот. Освен што е во сите смерови малку зголемен во однос на претходникот, новиот Фокус со подобра опременост, покрута каросерија и повеќе сигурност е нешто полесен. На шпанските патишта имавме прилика да се запознаеме со најсилните дизелски и бензински изведби. Посебно интересен е 1,6 литрениот бензински алуминиумски 4-цилиндерски мотор од новата генерација EcoBoost со помош на директно впрскување и турбополнач развива 182 конски сили. Корисните 240 Нм се расположливи од 1600 вртежи во минута, а овербустот овозможува дополнителни 30 Нм за уште поуверливи меѓузабрзувања. Модерниот бензинец е угледен, тивок, еластичен и пружа уверливи перформанси, проследени со разумна потрошувачка од просечни 7 литри гориво. Во понуда ќе биде верзијата со 150 коњи, како и два конвенционални 1,6 литрени бензинци со 105 и 125 коњи. Дволитрениот TDCi со 163 коњски сили и 340 Нм, како да е еднаков со бензинскиот снагатор, а во некои услови на возење и поуверлив и поштедлив. Комбинацијата со 6-степениот автоматски менувач е извонредна со нагласена тивкост во кабината. Менувањето на брзините е меко, но може би малку поспоро. По примерот на бензинците и дволитрениот дизелаш ќе има деривати од 115 и 140 коњски сили, додека 1,6 литрениот TDCi ќе располага со 95, односно 115 коњи. Својствено за Ford е подпирањето на патот. На предните тркала е Макферсон, а на задните Multilink, но кај овој модел е помеко подесен. Новиот Фокус од утре е достапен на македонскиот пазар по цена од 14.900 евра за хетчбекот со 1,6 литрен бензински мотор од 105 коњи во тренд ниво на опременост.